Денеска уште од 8:30 наутро, заедно со новиот претседател на Собранието, господин Џафери, бевме во Собранието на Република Македонија, каде што тој веќе ги даде потребните административни насоки за администрацијата во Собранието и за правните служби да делуваат во согласно со волјата на новото парламентарно мнозинство, изразена на 27 април минатата недела, при што побаравме и од генералниот секретар на Собранието да овозможи услови да функционира кабинетот на претседателот на Собранието, господинот Тала Џафери. Мора да имаме предвид тука дека една канцеларија не е институција, туку институција е веќе Тала Џафери. Тој е претседател во кој што инвестира на волјата на мнозинството граѓани на Република Македонија, преточена во гласање за негов избор за претседател на Собранието. Добивме одговор од генералниот секретар на Собранието, при што тој бара таа објава да биде објавена во службениот весник и потоа тој да постапи во согласно со барањата на новиот претседател на Собранието. Ние веќе ги имаме поднесено сите барања за објава на одлуката на Собранието на Република Македонија во службениот јазик, во службениот весник се извинам, и очекуваме тоа да биде сторено што е можно поскоро, за да може да постапиме потоа и со барањето до така наречениот претседател Иванов за издавање на мандатот, давање на мандатот на представникот на новото парламентарно мнозинство. Очекувате ли обструкции по однос на објавата во службениот весник? Јас се надевам дека нема да има обструкции, дека никој нема да врши кривично дело, туку ќе постапува во согласно со законот и да го почитува, да ја почитува институцијата мнозинство во Собранието, парламентарно мнозинство. Од тоа парламентарно мнозинство се формираат, се основа сите институции во земјава. Затоа сите носат законска одговорност да постапуваат по барањата на Собранието и на новиот парламентарен претседател, кој што е избран со мнозинство гласови. Во тој момент во кога ќе бидат условите исполнети, но не мора и да бидат исполнети условите. Се надеваме дека ќе се вразумат политичките партии, посебно новата опозиција во Собранието, и ќе дозволат тек на настаните кои што го очекуваат граѓаните. Институциите мора да се формираат, нова влада ќе се формира во Република Македонија и затоа претседателот, така наречениот претседател Иванов, мора да действува во согласност со волјата на мнозинството граѓани. Благодарам.